продадени. Клучното прашање заради кој што овде добар дел од советниците го поставија. Зошто тој инвестицијски бум заврши на бум, а не траеше со години, затоа што потенцијалот се уште постои. 70%, ако не и повеќе, минимум 70%, се и понатаму на располагање за продавање. Ние сега имаме ситуација на добиени тендери и добиено градежно земјиште за изградба на стамбени објекти за колективно живење, да се откажуваат инвеститори. Зошто? Кажа и колеги, инфраструктурата се уште не е готова, станарите не може да се селат, фирмите трпат загуби, продажбата им е падната катастрофална, па распрашајте се кога дел од тие станови се продадени и зошто кога мал дел се продадени. Значи, бумот го ограничи на 2012-2013 лично Талевски и ВМРО да се свата непромислена политика и трошени на 5,2 милиони евра кои што ги инкасира во тие 2-3 години од касарната на еди кои си други места, за кои што појма неаме што се направило и зашто се потрошиле тие пари. Ако барем половина од ги вратеа во касарната, тој бум ќе продолжише. Барем половина. Еве, половина додеше во Шабени, како што тој се пареше, а другата половина да ги вратеше во касарната. Во тој период порече, ово повеќе ваши ќе имам инвестираат. Општина Битола инвестираше во изградба на инфраструктура во касарната само 117.000 евра. Ете токму затоа, тој бум заврши 2012-2013 година, а денес го нема. И прашање е, кога ќе си збориме да го добиеме, затоа што добрата најтешко се враќа. И што се изгорени од приватните инвеститори, тешко дека повторно ќе ги поверуваат. Нормално се тоа ќе зависи од новата структура на локалната власт. Ете токму затоа ги споредувам со 2012-2013, затоа што и 2014-2015-2016 можеа да го продолжат тој бум, заради вас тоа не се направи.